Нашата црвена линија е Македонија, затоа нема компромиси. Ова не е само обична кампања, но завршна битка против злото што 3 години ја парчосува Македонија. Подвлече меѓу другото вечерва на завршниот митинг на ВМРО ДПМН во Штип, лидерот на партијата Христијан Мицковски. Се обрзувам пред вас на обнова која ќе донесе подобрување во првите 100 дена од новата влада. Се обрзувам пред работниците да добијат поголеми плати, пред невработените да им обезбедиме работа која ќе им овозможи пристоен живот и известност. Пред пензионерите се обрзувам да добијат повисоки пензии и помалку грижи во миговите од животот, кога мирот им е најпотребен. Пред земјоделците да имаат платен труд, конечно да бидат своји на своето, а пред стопанствениците се обрзувам да обезбедиме пониски трошоци за правење бизнис, помали даноци за државата, а повеќе пари за работниците. На младите им велам доаѓаат подобри времења. Се обрзувам да обезбедиме општество ослободено од политички претистоци. Против нас го имаме големиот вирус познат како Социјалдемократски сојуз. Мораме да го победиме за да може Македонија и граѓаните по 15 јули повторно заедно да ја издигнат татковината од руините што ги остави СДСМ. Истакна носителот на кандидатската листа за пратеници во изборната единица 3 од ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Проектот обнова, оние 360 страни со илјадници проекти, ќе донесе, драги пријатели, повеќе за секој еден од вас. Повеќе 25% плати, повеќе 20% пензии, по негде околу 3000 денари за секој пензионер, за секој еден пензионер овде во Штип и низ државата. Штип секогаш бил предвестник на промените, а тоа е и сега за доброто на граѓаните, потенцира првиот човек на Штипскиот општински комитет на ВМРО ДПМН и кандидат за пратеник Иван Јорданов. Вашиот честен пристап е наша верба, а вашата пожртвуваност е наш мотив. Заеднички уште посилно да продолжиме со вас, предводникот на третата генерација на политичари, кои што ќе донесат обновата на Македонија и обновата на Штип. Да ја испратиме оваа ненародна власт во црната политичка историја, им порача вечерва на сограѓаните кандидатот за пратеник Никола Мицевски. Уште неколку дена не делат од крајот на владењето на оваа ненародна криминална власт и токму затоа исклучително ми е драго што токму од нашиот Штип, од овој плоштад, заедно ќе ги испратиме овие криминалци во црната политичка историја на Република Македонија. Штип беше центар на истокот, но тоа сега не е. Затоа да го воздигнеме повторно, истакна кандидатот за пратеник Весна Ничева. За образовните работници, наставниците и професорите ќе извршиме усогласување на платите со колективниот договор во образованието, што значи плати од 36.000 денари за просветните работници од основното и средното образование. Со завршувањето на финалниот предизборен митинг, ВМРО ДПМН е на неколку часа пред стапувањето на тридневниот предизборен молк во Штип, ја завршува својата предизборна кампања.